Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН денес на Комисијата за образование, наука и спорт побара повлекување на концепцијата за реформи во основното образование, но и одржување на јавна расправа во Собранието на Република Македонија. Доста е соглумење на некаква јавна расправа. Јавна расправа нема. Мила Царовска дозволи пишување на писма до нејзе, но тоа не е и не може да биде јавна расправа. Потребна е вистинска јавна расправа овде во Собранието на Република Македонија со вклучување на сите релевантни чинители со цел оваа реформа на вистина да се унапреди и да се подобри квалитетот на образованието во Република Македонија. Реформите во образованието мора да бидат резултат на изграден национален став, кој што ќе биде создаден од тимови, од реномирани и докажани експерти во областа, а не партиски експеримент на министерката Мила Царовска, која што има многу маани и недоследности за кои реагираме скоро сите кои се дел од образовниот систем во Република Македонија. Негативните критики се почести околу концептот на интегрирање на предмети, особено на предметите историја и географија, и со демантите од бројни здруженија, излезе на виделина дека Царовска сака да манипулира со јавноста дека се работи за некаков фински модел, кој што ќе значи укинување на предметот историја и други предмети, односно нивно интегрирање. Јавната расправа која што ја бараме во Собранието на Република Македонија треба да биде место каде што ќе биде и ќе се слушнат сите забелешки, предлози, концепти и мерки врз кои што подоцна би се изградила национална стратегија од која што ќе произлезат нови реформи и концепти во образовниот систем и истите ќе бидат донесени со консензус од сите политички чинители во државата. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН смета дека ваквото самоволие и ваквите експерименти, кои што сака да ги турка оваа влада преку министерката Мила Царовска, се крајно несериозни, понижувачки и дека последиците од сето ова ќе ги трпат учениците и наставниот кадар. Затоа, доста беше со импровизации, нашите деца заслужуваат најдобро, нашите деца заслужуваат квалитетно образование, а наставниците и професорите квалитетни наставни програми. Благодарам, имате прашања? Тематска е пресконференцијата, се извинувам, но... Добро, повелете. Во дневната денеска беше законот за навигачите групи. Така. Се гледа дека казните за навигачите, за говорот на образа, за насилство, така начално се намалуваат многу, значи од 2000 евра на 500 евра и така натаму. Дали кој е вашиот став? Ако добро... Да? И што, дали тоа подржувате или дали... Ако добро... Завршивте? Благодарам. Ако добро забележавте, има голема дискрепанца од минимум сумата до максимум сумата. И тоа е малку дискутабилно, од 500 евра, ако не се лажам, до 7000 евра. Така да сметаме дека предлагачот требало да достави една подобра цифра, сума, затоа што вака, на овој начин се остава простор, знаете како, да различно да се казнуваат, дали се разбираме. Тоа е селективна казна да има и планиравме ова да го дискутираме на комисијата со предлагачот. Да видиме дали ќе можеме да најдеме некое решение кое што ќе ги задоволува сите страни. Колку знаеме колку принципално просто на вашите колку тоа би било опасно за државата да не имаме Да, разбирам. Намалуваш и да ги потикнува да намалуваш, што би значило тоа во имена за државата? Кога знаеме дека имаме и други, и во политиката да имаме провокации, така натаму.
Од она што можете и од самиот текст на законот да го прочитате е дека е усогласување со законот за прекршоци. Претпоставувам дека предлагачот планира сите закони да ги усогласи со основниот закон за прекршоци, но ова беше, излегуваме надвор од темата, ова беше и тема на дискусија која што сакавме на комисијата, која што сега се прекина, да ја дискутираме. Други прашања? Благодарам.